Овој настан денес всушност е организиран во склоп на проектот Баир, Здружена акција за вклучување на ромите, проект кој што се реализира од страна на Козви, Преда Плюс фондација и од општина Битола. Во склоп на овој проект предвидени се различни настани за вклучување на ромската заедница во градот Битола и еден од настаните од кои што се планирани во самиот проект е и организирање на спортски настани за промоција на ромите во спортот. Градската сала Младост беше преполна со луѓе, па дури и луѓе чекаа надвор, гледаја што ќе се случи, дали Пелистер боксерскиот клуб ќе победи, дали Ипче, дали Джеват, дали Аднан, дали Јетон ќе извојуваат победа, особено се гледаше со нетрпение, се очекуваше резултатите на Беби Сулейманов и на покојниот Седат Керимов, кој што беше победник на Златниот гонг. Бајрот е стара битолска населба. Се отребав од барање да најдам некој податок кога првите роми се доселени на Бајрот. Меѓутоа не можев да најдам ништо, веројатно тоа не е нигде регистрирано, а ако некој знае ќе ми помогне многу да го научам и тој податок. Бајрот даде многу спортисти и во кралството Југославија и во поранешна Југославија, особено од 45-та година наваму, на Бајрот постоја неколку фудбалски клубови. Ромската заедница на Битола подари врвни боксери кои што ја пренесоа славата на Битола не само низ Македонија и просторите на Југославија, туку и надвородни. Тие беа деца кои сакаја да се просветат на спортот. Беа поврзани со спортот, поготово со боксот. Кога зевовме Битола клуб, боксерскиот клуб Битола, Цане беше основач на Битола, јас бев и ти, јас бев председател на клубот. И така остај овде во Битола, напај организиравме 4 меѓународни првенства. Одевме на такмичење скоро низ цела Југославија, имавме големи успеси овде во Битола. Која екипа да дојдеше на ниво на Југославија, овде во Битола доживуваа пораз. Доживуваат до тешки порази. Кога ќе дојдеат тука во Битола, ги победувавме ние. Поготово од ромската заедница имаше многу талентирани боксери. Од нашата генерација, јас ќе го спомнам, како Ашим Керимов, за мене беше легенда. Тука беа тренери Гларичо, Нејад Демиров, Садрин Садиков, кои беа 15-20 години заедно со нас, за жал, сега не се меѓу нас, Бог да како што речеме, добри тренери. Тие беа тренери од бивша Југославија, имаа лиценци и после тоа по известно време Македонската федерација му препе во наши лиценци. После можам да кажам за Керимов, Седат Керимов, 87 година, го освои Златниот гонг, едногласна одлука на судите, јас му освои долу борбата на бодовот, сите 5 души суди бодова за него. Значи, тој постигна еден од најголемите успеси, освои Златниот гонг, 87 година, во Скопје. Мислам дека последните 5-6 години само јас пишувам и само јас ги следам овие наши јунаци од Бајрот, роми, кои секогаш и сакаат да одат без разлика дали можат или не можат да победат, не размислуваат, туку едноставно тргнуваат и одат. Сум патувал од овие што се тука присутни со Беби, сме биле Куманово, сме биле Штип, сме биле Скопје и секогаш немало да се предаде на патот, туку од тргнување до крај велеле ќе победиме и победувале.